Многу од нас имаме некои акаунти кои што не ги користиме, почесто тие знаеме да ги избришиме. Но по одреден период имаме потреба поради некои причини да направиме рекреација на сите акаунти. Сега, дали некои од нив може да се рекреираат, а дали некои не? Токму во ова видео ќе имам некои важни информации кои што ќе го продлабочат вашето знаење за рекреирање на некои акаунти. Прво нешто, кога ќе избришете Google сметката, вие не можете да направите иста како она што ви била претходно. Зошто? Бидејќи Google не ги обновува корисничките имиња. Од друга страна пак, ако сте имале акаунт на SEO Clerks и сте продавале како фриленсер и сакате да направите нов акаунт, вие можете да направите нов акаунт, но не со стариот имейл. Зошто? Значи, одговорот е како претходното прашање, значи не се обновуваат имињата. Значи, тука ќе ви треба нов имейл и ново корисничко име. Кога станува збор за Инстаграмот, може да направите со стариот мейл, а тоа значи дека ќе треба да го тргнете вашиот имейл од делот каде што ви е напишан имейлот и да го избришите вашиот број. Значи со мейлот и вашиот број што сте го тргнале, ќе можете да направите нов акаунт. Сега за името. Значи ќе пробате да го напишете старото име кое што сте го имале на Инстаграм. Ако не успее, ќе направите со ново име. И по одреден период ќе го напишете вашето старо корисничко име. Тоа значи дека е обновено и можете да го искористите. Сега, најважно прашање од се е дали треба да избришите вашата Fiverr сметка. Не, никако. Ќе бидете во голем проблем. Зошто? Тоа го знам по мене. Значи, креирав веб страни, имав комуникации со клиенти и продав. Но меѓутоа, продажбата не одеше добро и не сакав повеќе да и го имам мојот акаунт. Го избришав. По одреден период се решив повторно да продавам. Почнав да правам нов акаунт. Прв проблем со кој што се соочив беше дека не може да се креира со истиот мейл. Ајде направив нов. Едно проблемче е решено. Друго, кој ќе треба да се напиши бројот за верификација, не можеше да го внеси, пошто кажува дека постоела сметка. Океј, ајде, го напишав на мајка ми бројот, фати се супер. Дојде дел с поврзување на социјални мрежи. Пробав со Facebook, не може, пробав со Gmail, не може, бидејќи биле поврзани претходно. Ајде направив нов Gmail и фати. Ама, најголемиот проблем кој што беше и воедно изненадувачки шок за мене беше тоа што река Команов Скопски, ама нема везе. Тоа што ми го исклучи акаунтот со порака дека сум ги прекршил правата за користење, бидејќи сум имал две сметки. Затоа ви советувам да не го правите тоа, оти може да се премислите и бам, да ви ја скинат сметката и после чудете се што да знае. Друго, за Microsoft акаунт може да го избришите да си направите со ист. Dailymotion може исто така. Кога ќе станува збор за Метакафе, треба да му пишете на тимот за поддршка и тие ќе ви го дате разрешението, значи може да ви вратат во истиот ден или подоцна. И сега малце ќе кажам колку денови се потребни за бришење на акаунтите. Ако станува збор за Gmail, значи или Google сметка, општо кажано, треба неколку дена. За Microsoft треба 60
дена за Dailymotion се бриши истиот ден, Instagram се бриши истиот ден, за Facebook треба 14 дена, за Facebook не кажав. Ако сакате да направите нов профил со стариот мейл кој што вие на стариот профил или бројот, треба да ги отстраните тој профил и да ги додадите во новиот. Значи, активниот мейл ќе треба да го замените со друг имейл и така ќе можете да направите нов профил. И ако сакате да го избришите, мавате delete и чекате 14 дена за да се избриши. И при тоа не треба да се логирате. Фала што гледавте, тоа.